Со задоцнување од час и половина започна екстерното тестирање на матурантите. Поради технички проблеми и паѓање на системот на ниво на држава се помести полагањето за час и половина и наместо во 9:30 како што беше планирано, започна неколку минути пред 11 часот. Но сите матуранти во двете средни училишта во Кочани се појавија за полагање и освен задоцнувањето други проблеми немаше. Сега полагаа половина од предвидената бројка матуранти. Помали технички проблеми на ниво на држава, започна екстерното тестирање на учениците од завршната година, од 4-та година во средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Учениците се веќе во училиштето, непречено се одвива тестирањето. Очекуваме дека со отстранувањето на тие проблеми дека се ќе заврши во најдобар ред. Денес полагаат 83 ученици. Утре уште толку, среда е пауза, четврток и петок продолжува, се надеваме дека и ќе заврши без никаков проблем како и досега, со оглед на тоа дека учениците имаат доволно време за подготовки, очекуваме и резултатите да бидат солидни како впрочем и досега. Во текот на денешниот ден полагат по првата група 53 ученика, во втората група уште 53 ученика или вкупно за денешниот ден 106 ученика, што е половина од вкупниот број на ученици кои се опфатени со екстерната проверка 211. Поради различните профили во нашето училиште, денес се полагат различен број на предмети според профилите кои се опфатени. Значи имаме надворешни представници кои контролираат целиот тек на екстерната тестирање на учениците, значи овде се советничките од Бирото за развој на образованието. На 26 ќе полага другата група матуранти, а на 28 и 29 истите матуранти ќе го полагаат вториот предмет од екстерното. Екстерното тестирање во двете средни училишта се спроведува согласно распоредот на ученици на интернет страницата на Државниот испитен центар, а инспекторите од Бирото за развој на образованието го следат одвивањето и текот на полагањето.